Се помал е бројот на невработени кои својата екзистенција ја бараат во текстилната гранка. Лошиот имидж кој го имаат конфекциите си го направија своето. Компаниите се соочуваат со дефицит од работна сила, а во погоните работат постари работнички, кои веќе се пред пензија. Па последиците се продуктивноста највеќе. Значи, тоа се искусни шивачки секако, квалитетот е на високо ниво, но со тек на време продуктивноста опаѓа и една млада, свежа работна сила и како ќе предизвика и подобра продуктивност, и нови идеи, иновативност. И средното текстилно училиште во Штип, каде претходно се образували и кадри од бивша Југославија, не ги привлекува идните средношколци. Иако од лани се воведени нови профили, годинава во прва година се запишале само 17 ученици. Дипломите од средното стручно училиште не значи дека треба да работат само на машина. Учениците ги завршуваат своето образование и се оспособени да работат и сами. За текстилството повторно ќе има светла иднина, доколку се изготви стратегија со која истовремено ќе се опфатат и образованието и бизнис секторот. Овие се посебни гранки, значи ние ако успееме заеднички, значи да направиме еден проект во кој секој ќе најдеме начин да ги мотивираме младите, значи јас не гледам дека нема да има и средношколци на нашиот факултет. За младите да се мотивираат и да гледат перспектива во оваа индустријска гранка, викендов во Штип беше организирана модна ревија, на која се промовираа модели изработени од креативни средношколци.